како да ги заштитиме нашите домашни миленици во студениот период. Во вклучување на лице место ќе појасниме за тоа кои се здравствените ризици кои што би можеле да се појават кај нашите домашни миленици во текот на есента, во текот на зимата, односно при изложување на оние ниски температури, но ќе кажеме и нешто подетално за тоа каква исхрана треба да им се дава на нашите домашни миленици токму кога станува збор за ова студено време. Ова утро заедно со нас е ветеринар Жарко Радовиќ. Да му посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток напоменав и во најавата најважното од се кое што треба да го напоменеме на сите оние собственици на домашни миленици, кои се оние здравствени ризици кои што произлегуваат од самата изложеност на тие ниски температури. Да, како и ние луѓето, нели, бидејќи доаѓа една голема промена, и тоа оваа година, бога ми, нагло не зафати таа промена, значи, тоа е еден стрес за организмот. И при секој стрес нормално е дека паѓа имунитетот на милениците, а и на луѓето. И поради тоа е битно да секогаш милениците бидат адекватно заштитени у смисла на оние болести кои што се навистина озбилни. Ние не можеме да ги заштитиме од оние обични вирози, настинки кои што секогаш ќе се појават, воспаление на носот, кои што се врзани со студениот воздух, али оние озбилни вируси кои што се навистина живото опасни, ги заштитуваме нормално со вакцини. Така да секогаш сите миленици, и кучињата и мачките треба бидат заштитени од оние нивни болести за кои што постои редовна и уредна вакцинација. Така да ова е вид на потсетување дека треба навремено, без разлика, не дека сега треба да се вакцинираат, него треба да си бидат навремено вакцинирани за да во овие периоди не дојде до поинтензивно загрозување на нивното здравје со таквите вируси. Говориме навремено од најмала возраст. Од најмала возраст, и што е многу битно, мислам, претежно луѓето го прифатија тоа дека од најмала возраст треба да се вакцинираат. Меѓутоа многу често се дешава, ја мислев дека еднаш се прима тоа у животот и готово. Не, еднаш годишно треба да се буснува тој имунитет со цел да имаме заштита во секое време, па и во овие преодни стресни периоди кога нормално они многу поише се изложени, односно по сусептибилни се, односно полесно ги фаќаат тие болести и се разболуваат од нив, потешко се бранат од нив. Велите за овие сериозни заболувања треба нели редовна вакцинација, но оние настинки кои што ги напоменавте, велите не можеме да ги заштитиме во овој период, но ете доколку се случи кај нашиот домашен миленик да се појави таква настинка, како правилно да реагираме? Па, значи, не можеме специфично ги заштитиме баш против одредени причинители, меѓутоа имунитетот можеме да го зајакнуваме. Тука е моментот на мултивитамински додатоци кои што е препорачливо да се даваат во овој период, односно дури како подготовка на овој период, иако не ни е дефиниран овој период од 7-8 прошлата недела, еве денеска на 20 и понатаму не знам тачно до каде ќе оди, али у секој случај у овој период добро би било да се некој мултивитамински додатоци, редовната дехелминтизација исто така, и тоа би било на некој начин да се смалат можностите. А доколку веќе и дојде, и кај нив постојат банални воспаленија, како што спомнуваме шмркање, исцедок од нос помалку, али не е секој таков симптом не е причина за паника, треба да се прати нормално општата состојба на кучето или мачката, треба да се прати апетит, желба за шетање, среќа, радост и сите тие ствари. И доколку, да речеме, нема промена во нив, тогаш само треба да се прати и да се гледа дали евентуално има влошување на состојбата. Доколку нема, се е во ред, витаминчиња, внимание исто треба, бидејќи почнуваат дождливи денови, кучињата особено, нели, шетање, се мократ доста надвор, плюс се прљаат доста надвор, што е прилично честа работа, нели, и добрите домаќинки дома онда перење на шепи, претемелито перење на шепи, и тука би посочил дека корисно би било влакнестите раси. Не сите оние кои со влакнестите немаме што да правиме, меѓутоа влакнестите раси, нели, шепите им се доста обраснати со влакна. Кога имаме повеќе влакна, повеќе имаме натопување и подолго време мокри нозе, плюс дома.
перење и чистење и со тоа дополнително ги намокруваме и од тој аспект и дома не е така жешко и така топло како во лето. Поспоро се сушат и стално им паралела им покажувам на луѓето дека тоа као да носиме едни чорапи и кога ќе дојдеме дома со се чорапи да ги изпиеме на нозете и онда да седиме да чекаме да се осушат чорапите на нозете. Тоа создава можности и за настинката што ја кажавме и за потенцијални габични инфекции помеѓу прстињата кои што може да се појават заради таа влага континуирана. Еве напоменавте дека потребно е да се внесуваат витамини за на некој начин да има нели одредена превенција од самите настинки, но што е со исхраната, каква храна треба да внесуваат нашите домашни миленици во овој период со цел да се зајакне тој имунитет? Да, секогаш е препорачлива една балансирана исхрана, подбалансирана не значи дека сопствениците треба се да секој втори ден да менуваат друга сува храна, бидејќи сувата и конзервираната храна се веќе подготвени и комплетни. Значи, слободно може да се дава истата храна секојдневно, дури е и у голема мера и добро затоа што на тој начин варењето го стабилизираме и секогаш имаме униформна столица која што не ни е проблематична да ја очистиме надвор и што се однесува до видот на храната, секогаш тука постојат разлики, нормално има по солидни храни, има по слаби храни нутритивно, така да колку што можеме си дозволиме добро да се хранат со квалитетна храна, може да се посочи и тоа кучињата кои што се чуваат надвор. Дефинитивно енергенсите кои што се внесуваат или количината на храната или помрсна храна треба во периодот кога застудува. Бидејќи они дури во зимскиот период и до 33% повише им е потребно енергија за да ја задржат својата телесна топлина него на едно баш топло жешко време кога се е убаво. Така да тоа треба да се внимава да се тие разлики да се прават во исхраната во однос на зимскиот и летниот период, бидејќи и летниот период ако се дава поголема количина, тоа го кажам од аспект ретко кога патат животните од премала количина храна, него повише од преголема. Денеска е таков моментот, значи треба да се внимава и да не се претерува со количините на храна, така да се прилагодува на летна и на зимска за да одржиме една линија стална. Денешниот ден ќе го изоставиме бидејќи е прилично потопло за разлика од минатите денови, но ето ако говориме за минатите денови и за тоа што следува зимскиот период, често пати може да се види низ улиците дека некои собственици на домашни миленици истите ги облекуваат со џемперчиња, со некој вид на облека. Колку е тоа корисно? У секој случај тоа е веќе една и ајде да наречеме и мода и тренд и има одредено нормално заштита сепак на животното, меѓутоа доколку животното се движи, доколку кучето оди, активно е. Нема да настине, сега да не збориме за екстреми као некој голокожи кучиња, кучето се прилагодува и кога оди, дури кусовлакнестите кучиња, значи се загрева со добра и адекватна храна, нели доволно енергија, со доволно енергија и не е тоа неопходно, меѓутоа е живописно. Мора да се признае и дека е интересно и особено тоа е еден многу поише еден дар за собствениците, затоа што знам луѓе кои доаѓаат и кои дека кучето има еден шкаф за гардероба и тоа е сосем окей, мислам. Тоа си индивидуално. Да. Ви благодарам многу за сите корисни информации, но вистина ми беше драго за овој разговор. И мене многу. Благодарам уште еднаш.